Денес, како што и претходно сте информирани, се одржа четвртото продолжение на процесот или на диалогот Жан Моне во Собранието, кој се однесува на измени на деловникот или диалог за изготвување на целосно нов деловник за функционирање на Собранието. Како што и претходно знаете, и во извештајот на Европската комисија, посебно во делот кој се однесува на Собранието, освен забелешките кои што беа директно испратени до опозицијата во делот на активната блокада која што ја спроведуваат во овој период, постоеше и укажување или насока за продолжување на диалогот Жан Моне во Собранието, под покровителство на председателот, каде што учествуваат и подпредседателите на Собранието, координаторите, замениците координатори на пратеничките групи и дополнително пратеници кои што учествуваат во работата на пратеничките групи, а се однесува на нивното учество и помош во Жан Моне процесот, односно во изнајдување на најдобри можни решенија за обезбедување на функционално решение. Денес мора да изразам и жалење, затоа што ова е второ закажување на четвртото продолжение, затоа што првото продолжување закажано на 28 октомври беше одложено по барање на ВМРО-ДПМНЕ заради нивни партиски активности. Не знам денес која е причината за нивно неучество, меѓутоа не сакам да верувам и сакам да испратам повик до нив, дека не би требало да бидат обвинети да земат уште една обврска во делот на негативните извештаи на Европската комисија кои се однесуваат на Собранието. Фактички ова ќе биде второто, после активната блокада, ова ќе биде втората работа за која што ќе бидат обвинети за неучество и во она што е препорака на Европската комисија, тоа е диалогот Жан Моне.